И добре дојавте на каналот повторно кај BetTeacher Crypto. Денеска ќе објасниме во врска со циклусите како всушност тие се тргуваат и како можете да си олесните работата доколку ги следите финансиските маркети, како што циклусите ги има насекаде, така ги има во овие финансиски пазари. Па да погледнеме. Значи, тука ги имаме Биткоин и SPX. Имаме дневни циклуси за Биткоин од 60 денови, на SPX 40 денови и имаме толеранција од овие денови плюс или минус околу 10% од овие денови, што значи дека сме тука 6% во минус и 6% во плюс. Секогаш даваме толеранција на тие денови. Исто така се однесува и за 4 денови на SPX и тука добиваме некаков опсек на овие денови од 54 и до 66 денови и 36 до 44 денови. Но некогаш можеме да има отстапки од овие, но тоа е многу ретко, ќе објасниме подоцна и за тоа. Неделниот опсек пак ни е 24 и 28 недели и 22 и 26 недели за SPX. Сега да ги објасниме DCL, значи Day Cycle Low. Тоа е најниската точка во дневниот циклус, кој што е измерен од едниот DCL до следниот. Измеѓу тоа имаме Half Cycle Low, кој што е исто така многу битен. Тоа е вид на Cycle Low кој што се појавува во средината на еден Day Cycle Low и тоа може да биде bullish или bearish. Исто така имаме Weekly Cycle Low, кој што се состои од повеќе дневни циклуси, тоа се 3 до 5 дневни циклуси, тоа 3 до 5 зависи од однесувањето на пазарот, ќе спомнеме некои индикатори подоцна, кои што ќе ни помогнат тоа да го предвидиме. И потоа имаме Left Translated Cycle и Right Translated Cycle, каде што Left Translated ние кога имаме односно врвот се формира на левата страна од било кој циклус, може да биде weekly, може да биде half, може да биде yearly, се зависно од тоа како го следиме пазарот. И right translated ние кога имаме врв кој што се формира во десната страна. Циклусите се мерат од едниот DCL до следниот DCL на дневниот временски период. Тие се формираат, како што спомнав веќе, во 80% од случаите во временскиот период и 20% пак се формираат надвор од овој временски период кој што сега го наведовме. И тие работат најдобро во трендот на движењето, што значи дека имаме движење на трендот нагоре, тие најдобро ќе ги препознаваме, ќе покажам исто така подоцна на реален чарт како тоа би се случувало. Тука можеме да видиме bullish market structure, имаме weekly cycle low, half cycle low и day cycle low. Ова ни формира еден day cycle low, тука започнува, имаме half cycle low кое што не го пробило претходниот дно и значи да очекуваме поголеми цени за ова добро. Потоа има DCL и се така додека иде трендот. И тука имаме 1, 2, 3, потоа имаме пробивање нова структура, half cycle low и последниот day cycle low, односно имаме failed day cycle. Исто е и за bearish, исто и за downtrend, односно кога цената се движи во надолна насока, од тука пак очекуваме left translated cycle, додека претходниот беше right translated и како што веќе кажавме, left translated ни кажува дека цената би требало да го пробие и претходното дно на претходниот DCL, што и тука се случува. Имаме 1 day cycle low, имаме 2 cycle low и 3 cycle low и
тука четвртиот го формира weekly cycle и продолжуваме нагоре со трендот. Овој ќе го кажаме, имаме формирање на левата страна на трендот, тоа е left translated и right translated кога се формира десната страна. Но имаме и кога се формира во средината, тоа е многу ретко, но сепак се случува. Се смета дека тоа е неутрално, односно булиш движење на цената. Имаме покрај овие дневни циклуси, имаме и swing low pattern и trendline breakout. Исто така можете да изберете и свој индикатор кој што мислите дека би ви помогнал во овој процес на учење. Ќе покажеме во следниот слайд што се тоа swing low и trendline breakout. Исто така понекогаш циклуците знаат значително да се протегнат, па да имаме повеќе денови од кои што се предвидени, но и тоа многу ретко се случува. И никогаш не обрнуваме внимание на циклусните врвови, бидејќи тие може да бидат многу нејасни и несигурни. Неправилниот дневен циклус се појавува кога цената ќе го пробие претходниот DCL, што значи дека веќе сме го пробиле тој DCL и треба да очекуваме пониска цена. Исто така неправилните дневни циклуси ни наговестуваат дека би имале бериш движење и дека ќе имаме паѓање на цената се до следниот DCL. Па така, неделните и годишни циклуси секогаш започнуваат со неправилен DCL и weekly cycle low. Секогаш одзумирате го чартот за да успеете да разберете поента на поголемите циклуси и да сватите каде се наоѓаме на пазарот во моментот. Тука можеме да ги погледнеме паттерн swing low и swing high. Swing high нема да го гледаме, бидејќи воопшто и не ни го треба. Значи имаме 2-1, падна цената, една свеќа голема, ликвидирање на голем пропозиции тука и продолжување во спротивната насока. Токму вака ќе ги препознаете овој swing low и имаме тренд линија која што секогаш имаме допир на неа и одбивање на цената, и кога цената веќе ќе реши дека сака да пробие низ оваа тренд линија, имаме breakout тука и тоа ни наговестува дека би имале движење на цената надоле. Исто така имаме и инверзии на циклусите. Тоа се вообичаено bear traps, кои што се случуваат во форма на инверзии на дневниот циклус и тие го поттикнуваат half cycle low да стане DCL во тој момент. И тие го поттикнуваат half cycle low да стане day cycle low во тој момент. Што значи дека ние би очекувале half cycle low и би чекале до следниот day cycle low, но тоа нема се случи, бидејќи и институциите го знаат, ја знаат оваа шема и секогаш ја практикуваат. Инверзиите ни покажуваат исцрпување на продавачите или пак купувачите и потоа промена на трендот. Кога ги има инверзиите, потребно е да го следиме трендот и пројавувањето на тренд линијата. Тие се многу ретки, но се појавуваат. Па да видиме како тоа би се случувало на реален чарт. Тука имаме S&P 500, имаме почетокот на day cycle low до следниот day cycle low, пробивање на тој day cycle low, пробивање и продолжување на враќање малку на цената, ликвидирање на многу позиции тука и повторно враќање на цената на следниот day cycle low. Тука имаме 36 денови, тука имаме 33 денови, имаме 39 денови и 42 денови до овој day cycle low. Исто така, left translated cycle.
Овде има. Left Translated, што ни кажува Left Translated, дека цената би требало продолжи надоле. Таа продолжува надоле. Од тука до тука имаме исто така Left Translated Cycle, цената продолжува надоле. Left Translated Cycle, цената продолжува надоле. И повторно Left Translated Cycle и цената продолжува повторно надоле. Сега да погледнеме нешто за bullish структурата. Тоа е исто, само во обратна насока. Тука имаме, сега погледнете, имаме 53 денови, што малку повеќе денови било потребни за да формираме овој day cycle low тука. Од вообичаено, тоа што веќе го кажав, и имаме midpoint, односно во средината го имаме врвот и продолжуваме повторно day cycle low, но овој пат ова не го пробиваме и продолжуваме нагоре. До следниот day cycle low, исто така тука го формираме, имаме right translated cycle, врвот е на десната страна од овој циклус, ни наговестува зголемување на цената, односно раст на цената, формирање на дневниот циклус, повторно раст на цената во следниот дневен циклус и повторно right translated cycle. Тука го имаме повторно day cycle low, раст на цената и како што имавме на претходната слика, тука имаме и класичен пример во живо, пат, day cycle, тука не сме го пробиле, потоа целосно пробивање на day cycle low и всушност тука го формираме weekly cycle low. Но никогаш не треба да се базира само на деновите, туку тоа што го зборевме, мора да имаме и breakout на тренд линија, или пак swing pattern, или некој свој индикатор кој ќе мислите дека добро ќе ви придонесе или кој што го знаете, за да можете да успеете ова да го совршите. Никогаш немојте да чекате 40 ден или пак 60 ден и готово, ќе вложам и куќата, ќе вложам се. Не, никогаш. Мора да добиете потврда со пробивање на тренд линијата или пак некој друг индикатор кој што вие би сакале да го изберете. Практично тоа е тоа, многу едноставно и лесно. Единствено што треба да направите е да успеете да вежбате, да го практикувате ова на реални чартови и да си дадете сами на себе време за да успеете да го усовршите ова. Толку од мене за сега. Поздрави, чао, чао. It's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game.